Заштита на авторските дела на интернет и предизвиците на авторското право во време на забрзана дигитализација и модерни технологии е темата на предавањето кое што ќе се одржи денес во читалната на јавната локална библиотека Илинден. Предавач ќе биде нашата собрањанка Катерина Антолска, магистар по авторско право. Избравме навистина актуелна тема, знаеме колку сите ние, а особено младите се на социјалните мрежи, каков притисок можат да извршат социјалните мрежи и психички, па да речеме и физички, колку коментарите кои што се оставаат на социјалните мрежи исто така можат да влијаат врз една личност и од тие причини ја избравме оваа тема. Јас се надевам дека и овој пат имаме што да слушнеме и што да научиме. Околу самото предавање ќе се каже предавачот. Јас сакам само да упатам благодарност до Комисијата за еднакви можности при општина Делчево околу организацијата на овој настан и секако огромна благодарност до Катерина за тоа што секогаш е тука да ги реализираме сите активности кои што сме ги замислиле, кои што се однесуваат на тема од нејзината област. Денеска на покана на јавната локална библиотека Илинден сум повторно тука помеѓу моите сограѓани, каде што ќе можам своето знаење до областа на авторското право да го споделам. Особено ме радува фактот што ќе бидат присутни и млади луѓе од нашето средно општинско училиште, со кои што заедно ќе дискутираме во врска со авторското право на социјалните мрежи, односно во оваа ера на дигитализација, каде што верувам дека тие повеќе од сите заедно знаат за тоа, така да ова предавање ќе преферирам да биде двострано, каде што и тие нивните искуства и моето стручно знаење до областа на правото, односно од областа на авторското право ќе можам да го споделам со нив, па така и тие како фидбек мене ќе може да ми споделат нивни искуства и заеднички сметам дека ќе постигнеме, ќе направиме едно успешно предавање. Се промени нешто од лани до сега? Пред неколку месеци се уште нема никакви промени на тоа поле за жал, но наше е постојано да апелираме, работите да се променуваат, да ја кренеме свеста за потребата од посилна регулација на авторското право, односно посилна правна рамка која што ќе обезбеди безбеден трансфер на податоци, безбедно битисување на самите авторски дела на интернет во мрежа, интернет мрежа која што ние секојдневно многу ја користиме. Младите треба да знаат дека секое влегување на интернет има свои, освен последици, треба да знаат дека имаат и некакви права. Законската рамка во Македонија колку што им дозволува, ќе треба да се запознаат кои се нивните права, кои се нивните можности и на што треба да внимаваат. Затоа што самиот компјутер не може ништо без човекот, затоа човекот има целата одговорност кога се едно пристапува на интернет, да знае што прави, како прави, чии права повредува и кои се неговите права и кои права треба да сам себе се да се ги заштити.